Не можеш да го лажеш народо, прашувам луѓе што чистат под згради или не е битно продавачи. Колку ти е платата? Сега влегувам у кам и едно девојче вика ќе го напуштам кам. Овде треба да работам и 2 смени и сабота. Си најдов работа во една смена и поќе платен. Ме лажа со некој ситниш. И као наводно кам ги плаќал малце подобро. Па ти, кој ќе одиш по овие бутици или продавници, тоа е све минимум, човече. А да не зборам и некој газди дури ги терат нешто назад да му вратат негде и повеќето, можам да кажам слободно, не се ни обезбедени пензиско и здравствено осигурување. 5 години. Најголемите криминалци, политички или стопански, тие не се по затвори. Богатството не му е одземено. Значи, кога ќе дојдиш да ја менеџираш државата, треба да донесиш комплетно нови закони, ако ги има тие закони треба да се спроведат. Значи ти мораш да имаш закон, кој што реков, потекло на имото, да се конфискува све ако е стекнато на криминален начин. Мора да провериш богатството на луѓето, се разбира, затоа викам закон. Да видиш како е стекнато. Ако некој е бизнисмен и да е милиардер во Македонија, ние такви сакаме, дај Боже да е и трилионер. Зошто? Затоа што тие вработуваат, такви луѓе се ретки, но кога ти го стекнуваш богатството преку позиција, да речиме како функционерите, ја што ги викам политичари криминалци, ти си најдолна класа на криминалец. Го смена е законо, како што велам, од 10 години, од 1 до 10 беше за злостоничко здружување, го смена од 1 до 3 и нормално, знаеме сите, имам повторено, дека делата му застареа на повеќето од нив и си ги задржаа милионите, милиардите. Значи, ние треба да промениме кривичниот законник, имаме многу закони што треба да промениме, кривичниот, да нема амнестија за овие политичари, криминалци, функционери, почнувајќи од советник до министер, каква амнестија, брат? Да не застаруваат нивните дела. Значи, тука ги сметам и јавни обвинители, и суди, и луѓе што работат во полиција. Ама нема застарување делата. Какви дела, бе? Да не зборувам, гледајте што ни се случува по нашите судове. Не знаеш кој судија поќе корумпиран. Има и прекрасни суди, само тие си молчат од страф или не знам, што не станат да се бунат како ние што зборуваме. Да кажат ова поќе не може, па сите заедно да се дружиме, да го искорениме криминало во судството, јавното обвинителство, полицијата, во здравството, образованието, а бре сегде криминал